Се надеваме дека овие резултати ќе ни помогнат прво да утврдиме кои видови на инсекти, односно подкорници, ова е конкретно за еден вид на подкорник, навлегуваат под кората на дрвјата, со тоа ги пресекуваат спроводните садови и предизвикуваат сушење. Такви постојат голем број на видови, напаѓаат голем број на видови на дрвја. Еден од тие видови е и моликата, која што имаме тука на Пелистер. За жал, во последните години имаме забележано спорадично сушење на стебло од молика. Не сме целосно сигурни од што е тоа предизвикано. Затоа ова е еден од начините со кои што ќе можеме да утврдиме дали подкорниците и ако влијаат, колку тоа влијаат врз сушењето на моликата и на кои локации се разбира, а потоа ќе можеме да направиме и споредбена анализа на популациите. Ако го повториме ова и следната година, па и година после тоа, и ако се повикаме на некои историски податоци, ќе можеме да видиме дали таа популација се зголемува или се намалува, односно кои мерки би можеле и кои мерки би требало да се преземат за да заштитиме шумата. Со климатските промени, со долготрајни суши, со големи невремиња кои што кршат стебла, откорнуваат стебла, прават повеќе простор за подкорниците. Им овозможуваат повеќе храна, повеќе засолниште, тие доаѓаат и постоја ги напаѓаат дури и здравите стебла кога веќе нема каде, кога веќе ослабнатите се веќе мртви, тие се шират и на здравите стебла. Значи да, на кратко климатските промени помагаат во негативното дејство на подкорниците.